Замисли Паско Кузман да го најдеше гробот на Александар, па на денот на неговиот предпоставен роден ден, грчки десничари и националисти да најавуваа масовно оддавање почит со знамиња. Александар е грк, Македонија е грчка и така натаму. Подобро да не замислиш, подобро што не го најде. Иста или поголема опасност имаше и ако кажеше каде се наоѓа гробот на Александар, но да не бегаме од темата, не заборав и чествување. Еве доволен ни е гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас под Скопското кале. Роден во Кукуш на 4 февруари 1872 година, умира во Баница 1903, неговите посмртни останки се шетаат на различни локации за на крајот да завршат во Скопје. По завршувањето на Првата светска војна, Михаил Чаков оди во село Баница и коските на Гоце Делчев тајно ги пренесува во својата куќа, каде скриени во подрумскиот простор ги чувал 4 години. На Илинден 1923 година, ковчегот со посмртните останки на Гоце Делчев е изнесен од куќата на Чаков и однесен во Софија. Пренесувањето на коските било документирано и снимено со камера од страна на македонскиот револуционер и публицист Арсений Јовков во документарниот филм Македонија. На ковчегот било запишано: ги заколнуваме поколенијата светите коски да бидат погребани во идната столица на независна Македонија. Веднаш по завршувањето на Втората светска војна, според некои извори, Димитар Влахов побарал да бидат пренесени во Скопје посмртните останки на Гоце Делчев. Предавањето било одобрено од Георги Димитров во оние нецели 3 години меѓу 1945 и 1948 година, кога односите меѓу Југославија и Бугарија биле на највисоко пријателско ниво. Така посмртните останки на Гоце во октомври 1946 година од Софија преку Струмица и Штип се донесени во Скопје и погребани во кругот на црквата Свети Спас, каде се наоѓаат и денес. Па да се вратиме во сегашноста. Во сабота на 4 февруари се навршува 151 година од раѓањето на Гоце Делчев. Имајќи ги предвид најновите случувања и обвинувања од двете страни, ова ќе биде одлична прилика за собирачите на политички поени од двете страни да покажат мускули. Велиме собирачи на политички поени затоа што да беа тврдокорни националисти, битката ќе ја закажеа во Кукуш, местото каде што е роден Гоце Делчев. Зошто? Затоа што се одбележува раѓањето, а не смртта на Гоце Делчев. Како и да е, односите меѓу Македонија и Бугарија се влошуваат околу историски личности кои се обожувани подеднакво од двете страни, со цел овие односи да се релаксираат. Може би треба фокусот на вниманието да се насочи кон други личности, за кои двете страни имаат различни гледишта. Остануваат 6 дена до судниот ден, па да ги отвориме портите и да го понудиме следниот избор. Gate 1, darkness, the world of demons. Gate 2, my guards are watching you. Gate 3, only evil lives here. Gate 4, there's no way out. Gate 5, feel the fire. Gate 6, pick up your weapons and fight. Fight! Fight!